Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме овде заедно за да бидеме со вас и да ви биде и ова попладне интересно и убаво. Знам дека со нетрпение очекувате нашата емисија и навистина ви благодарам за сите оние пофални зборови кои што ги упатувате кога ги постираме нашите емисии, па ни пишувате и во месенџер и навистина ми е драго. Еве, од се срце, јас сум многу бакнежи за сите вас, сите оние кои што токму во 15:30 часот се на фреквенцијата на Канал 5 телевизија. И денеска ќе подготвиме еден убав специјалитет кој што нашите домаќинки сакаат да го подготвуваат кога е оваа сезона во зима и се разбира убав специјалитет и за десерт, но и убав за појадок, кој како ќе милува така да си го направи. Јас мислам дека и денешниот рецепт ќе го запишете како ми велите. Дракче, знаеме во кое време ни го пушташ рецептот на екраните, некаде 10 минути до 4. Зависно од она како ќе ни пече нашето тавче овде, па така и ќе биде нашиот рецепт напишан на екраните. Како и да е, и денешниот рецепт запишете го, ако не ќе ви го испратам за сите оние кои што веќе го пропуштиле. Морам да кажам, денеска нема да готвам јас, денеска ќе бидам асистент и си повикав една драга пријателка за моја среќа и за моја радост, моја Facebook пријателка, но еве денеска за прв пат ние се сретнавме во просториите на Канал 5 телевизија и таа е една прекрасна, убава дама, иако во своите пензионерски денови, но изгледа навистина феноменално. По потекло од Гевгелија, но живее во градот Скопје. За се што таа работи, што се случува во нејзиниот живот, ќе раскажеме во текот на емисијата, за да не одземаме време на нашиот рецепт. Нашата деса или мојата десе, Иванова, добре ми дојде. Многу ми си убава денеска, посебно. Добре ми дојде. Добре те најде. Многу се радувам. Еве, денеска, ете така, повели од оваа страна. Задоволство ја прифатив поканата да присуствувам на најгледаната емисија, барам од женскиот свет. Така. Едва и чекаме 3,5 сатот да чуеме некоја нова рецепта, па реков, ајде и ја да поделам некоја од моите рецепти. Се решив на штрудла од тиква. Може и баница да се каже како сака, милуват. И е поспецифична, да кажам, од другите пити по две работи. Прво, обработката на тиквата се работи во периодот кога созреваат, обично сега есента. Така есен. Јас имам пријателки од село, две мои, сега ги поздравувам, Светлана и Бојана. Со изненадувањата, но да. ќе ги покажеме покасно, за да ослободам. Светлана и Бојана ме снабдуваат со тиква. Таму на село ја рендаме, ја гребаме, пржиме и ја делам на толку колку што има парчиња, така да преку цела зима имам и дури од година, од сезона до сезона парчиња, Те се мојата мајка имаше специјално ноже вака, округло. Да, тоа зимало го вика та. Така, браво. На село го вика зимало тоа. Да, со тоа зимало се гребе, се пржи. Затоа што е таа тврдата тиква. И то специфичноста не само тоа, него таа тиква е поспецифична од оваа печенката, затоа што е тврда и може да се ренде. Ова печенката се прави сладкото, она сладко рчели што го нарекува така. Домаќинките што прават сладко од тиква е тоа таа тиква, не ова печенката. Од ова печенката мармалат не се пржи, се пече. Бидејќи сакавме да бидеме во интерес на времето добри, спремни, ти донеси и готова штрудла, што ја направи вчера за нас, но донеси и веќе подготвена тиква. Како се подготвува тиквата овде што е во нашиот стаклен сад? Тиквата, како што претходно реков, таа се гребе со тоа зимало, да речеме, се пржи на путер, се става во тиквата шеќер и ванила. Така. Таа е пошто во голема количина, во поголема шерпа, па потоа од кога ќе се олади, ја ставам во плочки
и ја смрзнувам, така да цела година имам од кога и да посакам. Кога и да си посакаш да имаш. И кога не е сезона на тиква, може да јадеме тиква. Да имаме штрудла или баница со тиква, или тиквеник. Јас го правам дома многу. Може, ова тиква е испржена заради во интерес на времето, пошто емисијата трае само 30 минути. Моравме овде да работиме. Да работиме. Печењето на тиквата трае 30 минути, така да се мораше да биде вака припремено, за да може да се на време да го поштуваме времето од 30 минути. Ќе треба ли путерот прво да го најпрво да, јас да ти го подготвам. Најпрво путерот еве вака да ти го подготвам. Се грее, се стопува. И уште на пола, за да може да влезе. Така. Во нашата за да се стопи. Добро. Готово, ова не треба. Јас тука ќе го внимавам. Правам микс од презла. Така. Додаваме шеќер, 200 грама. Во рецептот е пишано колку треба, значи 200 грама, 8 лажици шеќер. Така. Сусам 100 грама и ванилин шеќер 200 грама. Две пакетчиња. Подај ми ги тие да не ти прешат. Така ќе си продолжиш лесно да работиш. Ето така. Ајде така. Другиот 100 грама сусам ќе ми треба за поросување. За поросување. Добро, за да не ти пречи. Миксот ќе го измешаме. Јас обично сакам микс. Правам поголема количина, за да има кога некој ќе се најави дека ќе дојде, да ми биде спремен. Рерната ја вклучив. Како што ми е спремена пржената тиква и миксот ми е спремен, та само кори да имам и готово. Ете така, тука се топи. Ете така, да се стопи. Сега вториот процес е, бидејќи ќе правиме 6 ролни од корите, ја делам на сите еднакво да биде. Браво. 6 дела, та некој да има повеќе, а другиот помалку, затоа го делам. Море кога брзаме, гледаме да имам таму посипи така. Ето така. 2, 4, добро. 5, 6. Ова се топи. Добро е. Ете така. Одлично. Ока. А корите ги посипуваш со путерот? Со путерот ќе ги секоја кора ја мачкам со путер, ја попрскувам со миксот и на секоја втора кора ставам од филот. Од тиквата и оревите, добро, да знам процесот да го гледам и јас на твојот специјалитет. Да. Добро. Вака. Де се љубовта те донесе во Скопје од Гевгелија? Па не, дојдов на студии, завршив средно во економско во Гевгелија и дојдов на студии во Скопје и тука се запознав со сопругот, се омажив и веќе Гевгелија ме заборави. Така му додека беа живи родителите, како се вели. Одев во посета на родителите, меѓутоа нормално починаа и таму Гевгелија веќе само на средби морам да си ја поздравам нашата генерација и од средно и од факултет. Сме многу дружелюбиви, вредни, поштени. Видов фотографии како се собирате, како е сето тоа. Сите се чудат на нашите средби. Генерација економисти, факултет 68 година, родени 1945-та, после ослободување, имавме таа привилегија да оваа година прогласивме 80, ние сме сите 80 годишњаци и секаде секој месец собираме, славиме 80 родина на некој од колегите. Да, колегите. Еве, истата година беше родена мојата мама. Така ли? 45-та. Па добро, значи колку сум. Сега гледам колку сум возрастна. А сега си убава. Сега си многу убава. Ете така. Готов е путерот. Готов е путерот. Да не ти пречи, јас ќе го повлечам. Ето така. Готов е путерот. Ете, повека јас ќе правам чај за нас двете, и ќе внимавам со едното око да гледам како е процедурата на ова штрудла од тиква.
Ја викам специфична не само заради посебниот вид на тиква, она може да се прави и од јаболка и било што, да, јаболка може. Минатата сезона тиква штрудла, но со рендана. Јас ја правам со за да биде крцкава, така внуците, децата ја сакат, јас ја правам на овој поспецифичен начин. Во миксот ставивме тоа што треба, шеќер, презла и ванила. Така. И сега секоја кора се мачка со путер и се посипува со миксот. Еве ова ќе го Сега е паметам, втората бидејќи јас кора. ја рендам и додавам пак гриз. А ова е со презла. Ова е со презла. Нов рецепти, јас ќе научам. Да, па никој не Така, се родил нели? научен. Ја негде сум гледала, па сум го научила ова. Така. Одлично. Сега ајде да проговориме за твојата нова професија или откровение. Да. А тоа е уметноста. Се десија неубави работи, но потоа се случи да... Долго време не сум знаела дека знам да сликам. Ете така. Случајно ме откри мојот зет за помалата керка Симон Аврамовски Така. при еден званичен неделен ручек. Внуците многу сакаа со мене да си играт и што ќе играме кога заврши ручекот, што ќе играме, бабо? Во собата ќе се затвориме и имав една голема табла со кредички. Вика, бабо, од боенката виде, ајде ова да ми го нацртиш. Случајно тоа, случајен по неин избор. Нацртив, тоа беше слонче со индус, како го води слончето, а над слончето госпожата се вози како транспортно средство. Така, качена на слончето. Сега, ова е специфично што се додава и на самиот фил од миксот за да ја упие влагата. Браво. И полесно да се пече. И сега, над него се стават сецкани ореси. Тоа колку вака убаво мириса, па испечено уште поубаво. Многу е убаво. Лапни голтни работава. Така. И нацртав тоа слонче, она воодушевена од цртежот, трча, вика, тато, види баба што ме наслика, нацрта. И сега ова ја ставаме во плехчето, ама плехчето малечко, веќе има поголеми плехчи, не треба. Можевме да исечеме од кревчињата, добро. Само трички. Добро. Нема да собере појки. И Симон, зетот Симон, доаѓа у собата, изненаден и вика, 10, ти вистина го нацрта ова? Да, бе, викам, зашто? Шо е тоа? Шо е проблем? Ма не проблем, бе, вика, ти знаеш да црташ. Знаеш ли дека знаеш да црташ? Неам појма. Е страм да му вика на твојот професор по ликовно, што не го открил талентот на време и да се школуваш да. На уметност. Меѓутоа, тоа е една грешка што сум не сум знаела, а втора грешка ми направија родителите мои што ме запишаа во економско, па не можев да правам избор после кога ќе завршам гимназија. Потајно сакав да студирам архитектура, веројатно тоа влијаело. Пака и во архитектура. Влијаело тоа уметноста во мене. И на есе завршив економски. Меѓутоа, чекај момент. Уште треба да се намачка, така. Меѓутоа, во меѓувреме, уствари, зетот Симон ми даде една брошурка од Ван Гог, мала, со репродукции на Ван Гог, и почнав неговите репродукции да ги сликам. Меѓу тие репродукции беше една слика насловена со синот на поштарот, со едно желено, жолто сако, и толку ми се бенди се и викам, чекај, ја да пробам да не правам репродукции, па имам внуки, имам деца, ќе сликам мој оригинал. И почнав да ги сликам внуките. И секој водиш да, внуките, значи тоа. Меѓутоа, што се случи? Кај мене се случија многу лоши работи. Ја изгубив ке прво помалата керка ми почина на
46 години од рак на мозок. Ете таа трагедија. И јас паднах во депресија, а постарата ќерка Даниела, која е лекар, гинеколог, вика: мамо, леко ти е да земеш да црташ. Така мислите ќе ти бидат одземени, нема да мислиш повеќе, значи на Маја, ќерка ми, ќе може да се посветиш. Да те усмери кон она што вели медитација. Да. Ете така. На интернет ја најде школата за сликање и цртање на Лара Ташковска, ќерка на нашиот познат академски сликар Васко Ташковски. Така. И јас отидов чисто да видам дали знам да цртам, да не се занесувам. И прв цртеж, знаете кога се оди. А таа школа е и за возрастни, и за стари, и за млади деца. Да. Чекай малку, да. Ако јас собирам по 4-5 корички. А може? Да. Добро. И дават мртва природа. Прв цртеж. И ја нацртав и викам како, па знаеш, вика, зашто, кај си до сега? И така, бидна. Го посетував нејзиното ателје, односно школа, за стари и млади, за деца и возрастни, да речем, да не кажам стари, за возрастни, година, две. Втората година фати ковидот. Знаедме сите што направи ковидот. Не се затвори школа, сите. да. Така. Школата се затвори, ние сите дома седевме и јас во тоа време си цртав нешто што ќе ми дојде од Facebook, од слики, од децата. И интересни моменти. И дојде до убави пофални зборови во однос на портретите и се она што го сликаш. Се определи повеќе на портрети, значи после ковидот сакав да продолжам, кога продолжи со работа ателието, школата, сакав да идам, меѓутоа ме спречија многу други обавези и не можев да одам, али доволно научив колку што може да работам со пастел. Сув пастел и мрсен пастел. И мрсен. Да, мрсен. Мислев и акрилните бои ги меѓутоа сакав да научам и со акрил, па и со акварел и масло не стигнавме. Така да имав неколку слики направено од акрил, меѓутоа повеќе ме влечи пастелот. Помалку простор фаќа, останеше се црта, помал простор и не се прля. Се прля, ама битно е тебе те привлече таа техника со акрил. Работата со пастела и така, да. И почнав да цртам. Инспирација, пошто ги насликав многу, може 1000 портрети имам насликано. Прво ги сликав моите, па пријателите, па деца на пријателите, па популарните личности. Значи, инспирација ми правеа многу популарните личности, дали е дете, дали е возрасен, па и нив. И најголема радост ми причинуваше кога ќе им ја дадам сликата без да знаат и нивниот восхит. Восхит. Тоа ми беше а уште поголем восхит кога ќе ми пратат дека ја урамиле и ја закачиле. Ете, некаде стои. Тоа е големо признање. За најголем спомен, да. Де се сакам да навратам на она школата. А таму ве учат на потезите, на мешање на боите, на сето тоа. Значи се што треба да се направи за сликарство. Во тајните на уметноста ме внесе Лара. Значи јас не знаев, како ученичка знаете сите како
што имаше во наше време, дрвени боички и водени боички. Потоа добивме темперни и тоа така. дека постоел пастел, дека постоел акрил, масло, не сме имале појма. Тоа дознав. Значи ме вовлече, ми објасни, работев и многу сум ми благодарна. Она е изврреден академски сликар и добар педагог, школата и работи, така да турбо, како да кажам. И меѓутоа, меѓу моите слики има и, значи, покушав и цвеќиња, букети. Видов многу интересни работи има помеѓу твоите слики и ме изненади она завчера што имаше постирано со девојченце кое што точно изгледа уште колку и да прозбори. Да, еве ја носам тука, така таа ми беше последна слика. Ќе ја покажеме на Последна гледачите. слика и неиза ја донесов. Така. А иначе во мојата галерија од телефонот има многу. И јас десе морам да ти заблагодарам за портретот кој што го направи за мене. Кога јас бев изненадена премногу, од среќа го постирав на мојот Facebook профил и добивме повеќе од 2500 лајкови коментари каде што сите имаа пофални зборови за тебе. Па за мене е тоа најголема среќа и успех. Како можеше дури и моите шишки, мојата коса наредена толку убаво и бојата да ја доловиш, сребрената боја на косата? Па мешање на бои, бела, така, сива, секако ќе ги... Ти бев јас инспирација. Да. Што те натера јас да ти бидам инспирација? Популарноста на твојата емисија. Така, Тоа ме натера. така. Значи, викам, чеки да ја наградам со еден портрет. Благодарам од се срце. Благодарам, ова многу ми значи. Прво како, нели, еве, јас сум медијаторот на оваа емисија и јас ги повикувам гостите, ми помагаат моите колеги во се, за да бидеме врв во ова време. И се надевам дека сме. Штом толку многу не гледа. Да, да гледат. Најгледана, ја мислам дека после вестите, например, најгледана емисија. Така, благодарам. Благодарам пред се, ќе го покажеме и мојот портрет. Чекаме да ги завршиме. Да ги завршиме овие. Уште две декори. И да ги ставиме на печење, а потоа ќе ја поставиме готовата веќе направена штрудла. И така, дојде инспирација за да се слика се. Во твоите слики видов и наши жени, деца во народна носија, орнаментика од македонското поднебје, кое што бара баш онаа прецизност да се направи една убава фута, еден убав елек, украсите во косата. Ти тоа умешно си го направила. Па, видите, тоа е веќе школа, значи тоа е благодарение на Лара, значи која слика од кој агол како да се слика, сите тие работи, она ги доловува и ги објаснува. И моите омилени мачиња. И мачиња, да. И моите омилени мачиња. Ете, тоа ќе кажем уште една и ќе завршиме да ги ставиме. Уште една. Ете така. Колку убаво мириса, уште не подготвена како велам јас, а само што ќе биде пак подготвена. Децата ја сакат крцкава и најубава е кога е првиот ден, кога не колку и да ставам презлепа, попримува влага и крцкава е првиот ден. Така да за овде донесам са бајле станав рано и ова што ја приготвив е направена утрово. 5 сат од сабајле. Да, за да бидеме сите еве попладнето, весели и среќни. Има ли нешто што имаш еве во твоето срце си велиш, јас ова и ова си го давам за задача да го направам. Има ли таква идеја, Десе? Па има, значи да ги изненадам и наградам. Тоа е најголемиот потик и мотивација. Сакам да ги изненадам. Сите кои што според мене заслужува да добијат еден поклон. Некој зна што, ама ете така едно сеќавање на една баба
На една баба, вели. На една баба. Ама ако баш убаво, секогаш кога ќе се погледне во тој портрет, нели сеќавањата, велат се вечен живот. Затоа е и убаво, ете, ќе си живееме со тебе сеќавањата и убавините и во ова време на животот, но и кога нас ке не нема, внуците ќе раскажуваат. Ете така, значи тоа е најголемо задоволство и мотивација. Ете така. Иначе друго се другото, како вели народот, се заборава. Се е лага. Се е лага, се заборава. Друго е лага. Ете, спремни беа за 6 хори, но ние ќе направиме 5. Да. Тоа не значи дека по завршувањето на или гасењето на камерите ќе си ја завиткаме и другата во помало плекче. Може. Дали ќе ти треба ноже за овде? За да ги сечеш? Да, ќе ми треба. Добро, после јас кога ќе ги подготвам ноже за да ја исечеме. Ама ова е малецкото овде. Добро, ќе се снајдеш. Ова ми е тука при рака. Добар, готваш се снаоѓа, домаќинка за се. И сега кога повторно би бирала, во однос на професиите, би бирала ликовната уметност. Сигурно те поттикна. Сигурно би отишла за да ги продлабочам знаењата од ликовната уметност, а не би била економист. Меѓутоа, ете, така беа, такви времења беа, родителите одлучува. Мене ме отпиша од медицина за да завршам економија. Ете така, заврши си економско, вика е стручно. Работа, чиновничка работа ќе имаш. Како да кузнаеш ајде во банката ќе работиш, тоа им беше најбитната работа во судот, во банката. Јас целиот работен век како економист го поминав во осигурителната компанија Ќуби, односно сега неколку пати со трансформации го менјаваше името. Сега е Македонија осигурување Македонија, Виена Иншуранс. А јас се пензионирав целиот работен век во Ќуби како Ќуби. Ете така, тоа време беше па и популарно. Да, и народот, општо земено меѓу народот, кај работиш, ако кажеш долг назив, не го памтат. А вака сите го, дури и ДОС го спомнуват. Првиот државен осигурителен завод, ДОС. Па после се трансформира во Адор, во Зоил, Ќуби и повеќе пати. Сега, колеги, ќе биде само да ја исечеме и ќе ја поставиме во рерна и ќе го прочитаме рецептот на денот, а потоа да погледнеме и дел од фотографиите и она што тука веќе ни го донесе Дес. Ајде, сега само да ги исецка и да ја стави сусам за да се пече. Ќе продолжиме 2 минути. 2 минути плюс. Ете така. Ова сега, важното е, прво, бидејќи уште е тазе путерот, прво се наросува со суса. Прво да се нароси со суса, а потоа со остатокот од миксот. Добро. Како рече, да биде крцкав. Да. Ете, колку вредно и вешто ти тоа го направи. Па, не знам колку ги има веќе направено, али познато. У фамилијата ме знаат сите со многу убава тиквена штудла. Ете така, или баница, како сакат. И ова ќе го повлечам. Ајде сега. Браво за тебе. Одлично. Вака, пред да се стави да се пече, се сече. Се сече на, како што сме навикнати на лентички и оние што ги правиме. Да. Така колку да опреми. Ајде, помалку или поголеми. Колкави парчиња да бидат, помали, поголеми. Нека бидат поголеми, тука имаме. Кои што се од утрото на работа, па ќе сакаат ова да им биде една, како се вели, оброк. Како оброк, доручак или ужинка. Ете така. Али многу е убаво да се јаде со павлака или кисело млеко. Браво. Значи, она спој сладко и кисело многу убаво оди. Сега може да одиме на печење. Да ја поставиме на печење.
Ајде, Ирлија. Ирлија. Така велам дегустират после. Така велам јас. Ајде, нашиот шпоред. А јас сега после. го барам рецептот на денот. Ајде да го видиме рецептот на денот. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Штрудла со тиква. Едно пакување готови кори. 500 грама тиква, 250 грама путер, 200 грама ореви, 200 грама лебни трошки, 200 грама сусам, 110 лажици шекер и 4 пакетчиња ванилин шекер. Ете, сето тоа нам ни е потребно за денешниот рецепт кој што ни го подготви нашата Десе. Сега одиме на она што е твојата работа. Ајде да погледнеме дел од фотографиите, де се погледни ги во мониторот, за да ги коментираме. Ќе погледнеме дел, а тука имаш еден куп изненадувања и за мене и за гледачите. Ајде да видиме. Еве го нашиот Тоше. Да. Така, видов? Тоше Тој е нашиот Тоше. умилено дете Така. на цел свет, ми се чини. Не, Македонија е мала. Ајде, одиме понатаму. Да видиме која е следната фотографија. Одбравме повеќе фотографии, колку режијата ќе ни долови ќе видиме. Ова е една убава дама. Ова е моја колешка од работа. Колку убаво марамата свилена изгледа Јулијана. како прекрасно. Јана. Прекрасно. Јоана. Ова е нашата бубе. Ова е Да, нашата да. бубе од Весни. Сите ја знаат, Бубе Јаневска, Љубица, нашиот Симон. Симон Трпчевски му бев на концертот сега новогодишниот. Беше феноменален. Беше изненаден и многу благодарен за сликата. Вика, ау, си добив поклон слика. Така. Ова е Тања? Тоа беше... Добро, имаме тука повеќе фотографии. Тоа се... Мојата умилена емисија Утренска здраво Македонија, Роберт со девојчињата, јас Роберт со девојките. Да, Роберт со девојчињата, а покасно се приклучи, уствари, и Бисера. Билјана отиде, Бисера дојде, и Бисера и на Бисера, а и потоа и Цеца, и Цеца и направи слика. Ова е друга фотографија. А ова е внука од моја внука од Јатрва. Одлично, браво. Одиме понатаму. Ајде за да имаме време да ги покажем и овие на масичката како ова сум јас. Ова сум јас. Во оригинал. Ти благодарам многу. Ова многу ми значи, многу бев среќна и секогаш ќе бидам среќна со овој преубав подарок. Имав уште некоја фотографија. Ајде да видиме нешто друго, освен портретите. Ако се подготвени, имаме дечиња, така ми беа одвоени дечиња, возрастни. Ова е внукичка на еден мој фејсбук пријател. Илина Милина. Ова е исто внука на една моја, уствари керка на една моја фејсбук пријателка. Ова е внука на мој факултетски колега. Така. Мачињата мои омилени. Да видам дали можам и мачиња. Така, многу интересно и убаво изгледа. Не знам кои сте ги одбрали, ама ете уште една. Прекрасно. Сијамска мачка. Така. Одлично, одлично. И еве народните ношни. Овче полска, така стоеше. Жена која преде. Да. И ова е галичка. Убаво, многу убаво. Како навезени со конец. Богородица. Јас ја одврав помеѓу сите фотографии. Богородица. Се пробав и икони дали можам. Така, ете. Многу убаво, иако имавме уште, но времето ни поминува. Тука е ова последната која што јас сакав да ја видиме. Изработка, ајде да ја покажеме. Ова е последната, што ја изработев пред некој ден. Да, не можев да ја преубаво дадам исто. Одлично. Ке се израдуваат кога ќе ја погледнат. Тоа е внука на еден колега на сопругот. И ова? Ова? Тоа е син на една моја колешка. Колку перфектно е направен. Познато е Перо Стефановски. Браво. И сега овде се изненадувањата. Луѓето кои што заедно со мене се големите креатори на оваа емисија. Ке си ја поздравиме нашата уредничка Ели, која што Десе ја нацрта перфектно.
Еве ја наша Ели, имаме уште еден, рече толку многу ми е убава, па морав да ја сликам 2 пати. Ете. Инаку, јас ја викам Бебе. И се разбира најголемиот креатор за сите емисии и нашата важна личност на телевизијата, нашиот Иван Мирчевски. Морам да кажам дека Прекрасно. перфектно ја води емисијата на Кавга со Иван. Која што ти е омилена. Со каква смелост и како убаво ги дотерува Аргументирано сите, се. аргументирано. Тука Ништо сме не на излече. самиот крај, Десе. Навистина се радувам што беше дел од мојот проект во 3-та сезона. Штрудлата ја печеме, готовата ја имаме, која ја донесе од дома. И ти посакувам многу здравје, многу среќа и пак да ни дојдеш со изненадувања. Сигурно, обелучки би Ете го така. прифатила. Воедно искористам прилика да ги поздравам гледачите на Канал 5. Така. Комплетно на целиот Канал 5, поготово па и на мисијата Гответе со Дракче. Да ги поздравам колегите, другарите, роднините, пријателите, сите. Да им посакам здравје, среќа, успешна нова година и божични празници. Ете така. Драги мои, тука сме пред самиот крај. Се надевам дека ви бевме и денеска интересни, забавни и се надевам дека токму овој рецепт ќе биде дел од вашата кујна. Забележете ги добро намирниците кои што ви се потребни. Употребете малку само труд и ќе имате убав десерт, може би и рековме и закуска која што вие ќе ја сакате. Ми преостанува да ви посакам секое добро и да ви кажам ве сакам.